Баница. По патот од Сер за Броди, сместено во еден дол, образуван од врвовите Љаља, Сариѓир и Капакли. Местото каменливо. Повеќето жители слегувале за работа во полето. Останатите јагленари и кираџии. И тука врв црква Света Богородица. Ова е македонско село. Од овдека сите жители биле истерани и селото, како што гледате, разорено. Денес селото е напуштено во рушевини. Единствено зачувана градба е камбанеријата, изградена во 1883 година, на која стои надпис на местниот серски дијалект со името на нејзиниот градител, мајстор Ѓорги Диму Жилјов. Останат и источниот зид на црквата со апсидата, на која јасно се познаваат остатоци од живописот. Овде, до црковниот олтар, се наоѓал првиот гроб на Гоце Делчев. Ние сме тук, Беломорска Македонија. Аманетот останува. Наша ке, обединета. Тука, во селото Баница, на 4 мај 1903 година се одиграла битката помеѓу единиците на Македонската револуционерна организација и турската полиција, во која загинува националниот херој на Македонија Гоце Делчев. Жителите на Баница не застанале тука. По стапките на учителот, тие заземали активно учество во Илинденското востание, поради што турската војска во одмазда го бомбардирала со топови целото село. Запалила 88 куќи во селото и единствено преживеала црквата. Не можам да ви го објаснам чувството како е да се биде тука. Прво што ми паѓа на памет се зборовите на Димо Хаџидимов. 15 часа ние го гледаме мртвиот Гоце. Наведнат. Чиниш врз грбот на Македонија. И 15 часа ни се кинеа срцата. А ние сега сме тука после повеќе од еден век. И треба да кажеме дека повеќе од еден век веќе ни се кинат срцата за големиот македонски учител. Но срцата не ни се кинат само за Делчев. Тој е нашиот учител, нашата светост. Сепак, да подсетиме дека во борбата кај Баница учествувале 14 борци. Биле убиени Гоце, Стефчо, Колјо Консулата, Димитар Гуштанов, бил ранет Ѓорѓија Саваклијата. Другите се извлекле преку една плевна и заминале од селото. За одмазда аскерот го запалил селото, го бомбардирал со топови. Били изгорени 124 куќи. 5 селани изгорени во пожарот, убиени 4. Затвориле 24. За овој подвиг Тефиков добил полковнички чин. Во текот на борбата телото на Гоце останало на местото каде што тој паднал. По борбата Тефиков, кој го познавал Гоце, дал наредба да се пренесе во Сер. Тоа го сакале и некои други видни турски управници, за да го носат Гоце како воен трофеј, да го деморализираат населението, македонците да наведнат глава. Меѓутоа пристигнала наредба од Солун, да се остави го целото тело во Баница и тука да се погребе. Така загинал Гоце во Баница, храбро и достоинствено. Го даде својот живот за ослободување Македонија, за мајка Македонија. И смртта на Гоце не била случајна. Неговото исчезнување било посакувано од бројни фактори. Не знаеме кој е предавникот или предавниците.
предавници колку сакаш. Стројни македонци како Гоце, многу малку. Знаете зошто? Тоа најубаво го кажал Ѓорче Петров во беседата за Гоце. Тој вика вака: нему на моменти му се чинеше дека со еден замав ќе ги уништи. Само да можеше своите чувства да ги направи достојни секаде и така да ја изнесе својата омраза. Неговиот ум препон со толку мисли и желби, што веруваше дека може да го прероди светот и во него да блеснат слободата и правдата. Слободата и правдата за Македонија. За маченицата, за мајка Македонија. И го гледам местово, се уште не ми се верува каде сум. Секој камен, крвопис. Македонска крв на сите страни. Ама и таа избришена. Се што било македонско пробале да избришат. Ете ги и дрвјата, и корените. Секој каменче што го гледам, ми се чини на него пишува Македонија. А тоа, ние сме во некоја друга земја. А сепак го чувствуваш. Наше македонско. Иако, ние повторно се заветивме. И таков аманет ќе оставиме и на следните генерации. Да знаат дека тука сме и тука остануваме. Олтарот од црквата, еве го. Еве го. Еве го, брат. Тука сме. Го најдовме местото каде што Гоце Делчев, големиот македонски син, е закопан по погибијата. Местото од каде што ги зимаат коските и ги носат во Софија, од каде што подоцна ги праќаат во конечно ослободената македонска држава, во Скопје. На секој еден македонец му препорачувам да дојде и да го посети место. Да го види селото Баница. Да види која е македонската судбина. Тие пробуваат да не уништат, да не избришат, ама ние сме се уште тука. Ете. И кај Гоце доаѓаме. Има и луѓе што биле претходно пред нас тука. Го почитуваат големиот македонски син, големиот македонец Гоце Делчев. Човекот кој не направи нас, македонците, да се гордееме со едно име. Човекот кој што ни даде пример како се сака татковината. Се сака и за неа се умира. Поздрав, уживајте во убавидите на македонското село Баница.